Почитувани гледачи, добар ден. Јас сум Мартина Проковиќ-Костовска, а вие го гледате првото издание за оваа работна недела на емисијата Очи во очи. Денеска премиерот на Република Македонија Зоран Заев беше во посета на Казнено-поправниот дом Идризово заедно со народниот правобранител и со директорката на Хелсиншкиот комитет на Република Македонија. Секако пред да го видиме прилогот кој што се однесува токму за оваа посета и секако веднаш по прилогот ќе ве уклучиме веднаш во програмата каде што ќе можеме да го слушнеме и вашето мислење по однос на темата, а денешната тема е премиерот Заев во посета на Казнено-поправниот дом Идризово. Ќе има ли подобрување на условите во затворите? Да го погледнеме прилогот на колегата Александар Тудески, па се враќаме повторно назад во студиото. Нехумани услови, пренатрупаност, корупција, недостаток на персонал, разурнати одделенија на кои им е потребна целосна реконструкција, необезбедување на лекови се само дел од аномалиите на најголемиот затвор во Македонија. Затворската полиција оставена без возило, откако единственото комбе кое државата го оставила на затворската полиција во Идризово се расипало, па биле приморани затворениците да ги пренесуваат со приватни возила. Јас се срамам што сум премиер на земја каде што затворите се надвор од сите стандарди на хуманост и социјалниот аспект на воопшто живот на лица кои што се осудени и издржуваат казна. Еден дел од тоа што го сугерираат луѓето практичари овде, луѓето кои што работат, но и луѓето кои што прават увид и ги контролираат самите институции, да огромен сегмент треба се сруши. Дури не е ниту за реконструкција. Еден дел може да се возобнови, да се доведе до достоинствени услови. Во моментов има 1850 затвореници, 1000 повеќе од предвидениот број на затвореници. Поради лошата храна во затворот, тие најчесто храна добиваат од неблиските кои им доаѓаат во посета. Иако претходната влада земала кредит за реновирање на затворот, приоритет било реновирање на административната зграда. Од 2014 година досега се изградени единствено објектите за отворено и полуотворено одделение и пречистителна станица. Од добиените 46 милиони евра за реновирањето се потрошени 15 милиони. Освен ова, во низата предложени решенија премиерот Заев го наведе и законот за амнестија, за кој се надева дека побрзо ќе се најде на владина потојна собраниска седница. Народниот правобранител Иџет Мемети истакна дека за проблемите во затворите зборувал веќе 10 години, но никој не преземал конкретни чекори за подобрување на истите. Верувам дека новата власт реално ќе пристапи кон решавање на овој проблем, а не со носење на акцијски планови и така натаму. Проблемот затворски систем во Македонија не се само условите. Менаџирањето на затворите во Македонија не sme да биде повеќе политичка одлука, реагираше извршната директорка на Хелсиншкиот комитет за човекови права Уранија Пировска. Проблематично што и понатаму се продолжува со поставување на луѓе, партиски луѓе, на функции како што е, например, затворот Идризово. Еднаш за секогаш треба да сватиме дека со оваа деликатна категорија на луѓе не може да се справат луѓе дојдени кои што работеле во јавно предпријатие за шуми или не знам. Но во затворите немаат проблем само затворениците. Лоши услови има и затворската полиција, алармираше синдикатот на затворската полиција. Имаме потреба од комбиња. Во моментот имаме, уствари и више го нема, имавме само едно комбе на 2000 осуденици, што и тоа више падна дефект, нели? И тоа не беше сервисирано. Униформа, па последните 10 на години немаме добиено никаква. Се, да кажам, буквално се молиме кај колегите од МВР да ни дадат некој износена кошула, панталони и нешто слично, за да може да изгледаме пристојно. До сега ниту една институција не реагирала на условите во кои тие работат, а иако имаат бенефициран стаж како полицијата, вработените во затворската полиција одат во пензија 7 години подоцна од припадниците на Министерството за внатрешни работи. Да, тоа беше прилогот на колегата Александар Тудески, а и новинарот Умислав Кежаровски веднаш по посетата на премиерот Зоран Заев во затворот Идризово излезе со своја реакција на социјалните мрежи каде што рече: "Ви сугерирам час поскоро да ги видите и келиите во притворот во Шутка. Јас молев да ме префрлат во Идризово, зашто верувајте, таму е подобро", порача новинарот Кежаровски. "Ги поздравувам вашите настојувања да се подобрат условите во затворот во Идризово и уште повеќе најавата за законот за амнестија. Но ви сугерирам час
поскоро да ги видите келиите во притворот во Шутка, да ви ги отворат вратите од C14, C19, C28. Од и таму, ве уверувам, е полошо од каде и да е. Немав привилегија да бидам во попростараните кели во новиот дел. Во C се сите кои требаше да бидат скршени. Некои попуштеа пред притисоците и се спогодуваа со државата или кодошеа. Некои останаа доследни на законот на молчење. Се гордеа не затоа што бе во затвор, туку затоа што припаѓам на овие вторите. Молев, верувајте ми по изрекувањето на пресудата да ме префрлат во Идризово, затоа што таму е подобро. Има сведоци за тоа. Докторот, психијатарот, чинам се уште е таму, прашајте го. Седев пред него со допрени дланки како Господ го молев да ми даде препорака за во Идризово. За возврат му велев дека пред него ќе ги скинам сите докази што ги имам која потврдуваат мојата невиност. Песна се слушаше од келиите само во два случаи. Или ако ти почнува судењето, или ако ти стаса решение дека те носат на издржување на казната во Идризово. Тоа беше реакцијата на новинарот Томислав Кежаровски, веднаш по посетата на премиерот Зоран Заев во казнено-поправниот дом Идризово. Дали го имаме и првиот гледач за денешното издание? Добар ден. Добар ден. Повелете, во програма сте. Благодарам. Јас само накратко ќе кажам дека да, навистина има со што да се страни председателот на владата, но на жалост не само затворите, не само притворските единици, многу работи од секојдневното живење, кои дефинитивно нив луѓето од власта и од дрвот не ги допираат, со уште многу работи ќе се затруди и ќе се пострани. Да не одзема многу време, сакам само да ви дадам еден предлог. Во следните емисии малку да се позанимавате и со, или да го дебатираме измените на законот за труд и социјал или за социјална заштита, бидејќи и овој закон многу малку успеавме да слушнеме во јавноста што се измените, како се измените, мислам дека и овој закон ги тангира една голема група на луѓе и некако, знаете, високата политика да им ја оставиме на тие што земат и онака премногу пари, а ние обичните да се занимаваме со она што е наше секојдневие и наше главоболие. Добро. Благодарам. Благодарам и вам за јавувањето. Ќе ги замолам колегите од режија само малку да го попуштат тонот во студио, за да можам да ги слушнам подобро гледачите кои што се јавуваат во оваа емисија, ова издание на емисијата Очи во очи. Премиерот Заев во посета на казнено-поправниот дом Идризово ќе имали подобрување на условите во затворот. Ги знаете, правилата остануваат исти, така што ќе ве замолам да бидете пократки, поконцизни, за да можеме да им дадеме простор на сите кои што сакаат да се јават во ова денешно издание на емисијата Очи во очи. Да го слушнеме и следниот гледач. Добар ден. Добар ден. Повелете. Нема што да се срами премиерот. Он не учествувал во взимање на кредитите што се наменети за обнова на затворот, него нека се срамат тие претходните што земе пари, а каде се парите да кажат. 15.046 милиони не се иста сума. Така да премиерот кој ќе појде и од Бардовци болницата исто ќе се срами да каже дека е премиер. Затоа што тоа е стварно ужас. Сите болници се за никаде. Ужас, вете да не можеш да влезеш, да не можеш да ништо. Сега видовме затворот, а нека појде сега по ред, прво болница Бардовци да ја посети, па после другиве болници. Важно имаме споменици, ВМРО сега знаат се да кажат, сите приметби да ги дадат, а кога беа на власт ништо не знаева и ништо не гледава. Ни затворот каков е, ни болниците какви се, ни социјалата во државава каква е, гледава само за нивните джепови. Поздрав до емисијата и да бидеме пократки. Благодарам и вам за јавувањето. Имајте пријатен ден. Да го слушнеме следниот гледач. Добар ден. Добар ден, гледач од Охрид. Повелете, поздрав до Охрид. Вака од она што го видовме, она е само можда пола процент, може и помалку сето она што се случува во затворот во Идризово. Не сигурно дека таа слика иста е и во другите затвори во државата. Меѓутоа, стварно срамно е за државата, не да речеме за преседателот. Преседателот е еден како единка, ама државата сме сите ние, да такви услови има и да се живее во такви услови. Независно од тоа што тие осуденици
затворот е за тоа, тој да биде значи на некој начин превоспитан. Таму треба да има услови за нормално живење, да има настава, да има работни обврски, значи на некој начин оно што го направил, значи тоа злодело што го сторил независно какво е, тој треба значи да работи, да се превоспитува и да оттаму еден ден излезе со чисто досие. Во нашите затвори оно што го гледаме, прво пренатрупаноста. Значи пренатрупаноста е толку голема што стварно нема место за сите да бидат таму. Да. Потоа оние простори онакви какви што се, па ми се чини дека една штава е посуредена што некој селанин ја има отколку оно што гледаме таму. Оние условите на самите службеници таму кои што го обавуваат најтешкиот ред, да речеме го одржуваат редот. Значи да немаат основни средства за да речеме кошули, панталони и така натака. И да се дека овдека една голема студија има, значи треба некој да се позанимава со сите тие проблеми. И после неслучајно, значи слушаме дека во затворите е легло на криминал, на дрога и сите останати опојни дроги. Ми се чини дека да не земам повеќе време, ми се чини дека овдека треба да се позанимава една специјална екипа да се определи и на крај да излезе со конечен извештај и како после тоа да се постапува. А не паралелно на тоа веќе да се пристапи кон реновирање на тие затвори, ако треба некои да се сруша, а да се прават нови. Благодарам што ме слушавте, поздрав за сите гледачи на Канал 24. И благодарам и вам за јавувањето. Имајте пријатен ден. Премиерот Заев во посета на Казано-поправниот дом Идризово ќе имали подобрување на условите во затворите, темата на која што денеска зборувате во емисијата Очи во очи. Да го слушнеме следниот гледач. Добар ден. Добар ден. Повелете. Веќе видено. Ја му честитам на храброста на премиерот Заев што се запати на една веќе создадена држава да направи нешто ново, да направи честна држава, да ја одвои партијата од државата. Меѓутоа, ова ништо не ме изненадува. Мислам, сликата е страшна, но не ме изненадува. Уште колку вакви слики, уште колку вакви дупки во државава има што ние не ги знаеме. Сега ќе излегуваат на површина. Ја мислам дека треба да му дадеме време на господинот Заев и простор за да се работи својата работа. Благодарам многу. И благодарам за јавувањето, имајте пријатен ден. Ако според стандард треба да има 850 затвореници, во Идризово има 1850 затвореници. Да го слушнеме следниот гледач. Добар ден. Добар ден, Марина. Повелете. Те поздравувам. Благодарам. И згрозена сум од призорот што го видовме. Какви се условите во затворите. Значи, ова е само хорор. Немат никакви услови за живот, ни за хигиена, ни за исхрана, ни ништо. Ова е жалостно што овдека живеат затвореници. Значи, тие се третираат бетер, што викат Кумановци, да не го употребам тој збор. Значи, најниската класа, па и најниската класа има право на достоинствен живот. Второ, јас предлагам, значи, ќе му дојде редот на Груевски, тука да го сместат во шутка, да може да види како живееле луѓето. Значи, 1000 затвореници плюс има од дозволеното. Да. Затоа мојот предлог е тука да биде сместен. Тој е најстар затвор и тука да лежи до крајот на животот. Фала ви многу. Ви благодарам за вашето јавување. Да, ќе ве замолам да се задржите од такви коментари. Сепак не е во ред во емисија од јавен карактер да зборувате на вистина негативно и секако да давате осуда за личности кои што сепак биле премиери на оваа држава. Да го слушнеме следниот гледач. Добар ден, повелете. Да, гледачот се исклучи. Дали имаме друг гледач на линија? Добар ден. Ало, добар ден.
Повелете, во програма сте. Па добре, што премиерот се сети да влезе и да покаже другата страна на животот во Република Македонија, поточно кај тие луѓе што викаме дека треба да се ресоциализираат, кои таму лежат ради своите грешки. Добре е што напокон ќе видиме дека ние не сме држава каде што едноставно луѓето имаат шанса да се поправат или да не ги повторуваат делата. Добре е што ќе видиме реалната состојба како живеат тие луѓе таму. Ние филмот Татовирање го видовме, меѓутоа не веруваме дека се такви условите, сега ги видовме и официјално какви се. Одамна би требало да се направи таму дека тој капедом таму не треба, или капедомовите не треба да бидат само место каде што ќе се некои работи повторуваат, каде што некој ќе заработува пари. Одамна се збореше дека нешто чудно се случува во тие домови, меѓутоа ништо не се преземаат. И мислам дека крајно е време дека ако сме решиле тие луѓе да ги ресоциализираме, за да ги вратиме здрави во општеството, својот долг што ќе си го платат таму, ќе си го платат, меѓутоа треба да им се створат услови, сепак и тоа се работи за луѓе. Да. Секој има право, секој може да сгреши во животот, како што гледаме политичарите грешат, ама некоме влакна не му фали, некој има да го јаде до коске, што вика. Али треба да им се даде шанса, таму можеби треба да се воведат и некои други мерки, да ете работно ангажирање, да им се створат услови за преквалификација. На времето тој капедом имал многу јака економија. Тоа полно луѓе го знаат. Имали они своја фарма и своји... Зошто на тие луѓе да не им се врати таа работа? Зошто државата да не им даде шанси да произведуваат самите да се хранат? Ако ништо повеќе храната бар да си ја заработуваат, а понатака дали ќе се воведи погон за шиење, па тие женски дел за преквалификација и се останато, мислам дека има многу место за разговор. Само сепак викам дека треба да се преземат мерки како што на сите им се даваат право на живот и шанса во животот, така треба и на овие луѓе да им се даде шанса. На крај крајава би требало и работа да се ангажираат, па таа некоја сума што ќе заработат за да може да си ја платат кај својата фамилија, зашто треба да знаеме дека со нивното затварање многу други невини луѓе страдаат затоа што немаат средства за екзистенција. И во таа насока нешто треба да се размислува. Да им се даде шанса колку толку својата грешка да ја поправат и преку тоа што сепак тие што останале надвор ќе ги обезбедуваат некако толку пријатно. Добро. Ви благодарам ако тоа беше се. Имајте пријатен ден. Дали имаме друг гледач на линија? Добар ден, повелете. Ало, дали сум во програма? Да, во програма сте, повелете. Ве слушаме. Ало, Повелете, во програма сте вие. Да, ги гледавме дека премиерот Заев и посети затворот. Нема што да ни е чудно и да бидеме многу изненадени за ситуацијата во затворот ради одржување на хигиена. Тоа е страшна, гнасна и недобра работа. А и друго, нека и премиерот Заев дојде во Гевгелија, во детска градинка, да види колку е таму чисто дечињата во што спијат, каде одат во веце и што се хранат. И колку е директорката заинтересирана за децата. Не само во затворите, него сите институции државни што постојат, катастрофа е тоа. Добро. Жалам за малите деца кои се нешто најнаивното нешто кои треба да бидат доста загрижени во хигиенски услови да бидат како што треба. Но ние за жал во Гевгелија, посебно централна градинка или општо и другите градинки што припаѓаат во Гевгелија, тоа е страшно гнасно и никаков ред. Никаков ред. Дечиња плакат наутро. Со нив плакат и родителите. Нема кај да ги остават и на кого. Се играт играчка со народот. Тоа е страшно. Добро. До кога така не знаеме и ние. Поделени на наши и ваши. Значи, нашите идат на работа кога сакат и си одат и дневници имат цел ден. А чуждите, као ние да сме некоја друга држава, па ние по цел ден можеме да парадираме како будали, коњи или говеди, како да се изразаме. И јас не знам. Ви благодарам за... Благодарам. Благодарам за вашето јавување. Да, имајте пријатен ден, да го слушнаме следниот гледач. Ало? Добар ден, повелете. Добар ден. Во програма сте, повелете. Се јавувам, сите што ви се јавуваат, не го имаат доживеано ова, јас го имам доживеано. Моето дете лежеше во Идризово и јас ви кажувам,
Не знаете каков хорор е во Идризово. И плюс таму детето почна и да се дрогира. Таму е голема мафија има. Голема мафија има во сите затвори, посебно во затвор Идризово. Јас сум изговорна една од мајките на тие деца со лезеа таму. И моето дете е упропастено. Фала ви многу. Ви благодарам и вам, господја, за вашето јавување. Секако најдобри сведоци се оние кои што лично ги виделе, ги доживеале овие услови, како што се условите во затворот Идризово, како што каже и новинарот Томислав Кежаровски, не се подобрени условите во затворот Шутка. Јас верувам дека во иднина ќе има подобрување на условите и дека ќе имаат можност сите оние кои што се таму на издржување на својата казна да живеат и да ги поминат деновите во услови достоинствени за човекот. Да го слушнеме следниот гледач. Добар ден. Добар ден. Повелете во програмаста. Вака сега ги слушам луѓево, све е убаво тоа што го кажуваат. Добро. Кој бил, кој не бил. Меѓутоа имам предлог еден за да ги разјасниме овие работи околу КПД Идризово. Да направите една емисија, али кратка, нека биде 10-15 минути, да го повикате господинот Јохан. Добро. Па он да објасни во какви услови беше он горе во Хак, па да видиме после зашто не е обновен затворот, зашто толку пари се изнесува низ државата, па он лично да објасни пред македонската јавност какви беа условите во Хак. Просто и јасно. Вие знаете какви били условите? Може да ни споделите нешто? Па најубаво него ќе го прашате затоа што таму имаат интернет, имаат компјутер, имаат гардероба, имаат простор за ручеци и бирање, така да најубаво и он ќе ви објасни. Добро. Фала ви многу, пријатно. Ви благодарам за вашето јавување, имајте пријатен ден. Да го слушнеме следниот гледач. Добар ден, повелете. Да, добар ден. Повелете, во програма сте. Поздрав до вас и до телевизија 4. Благодариме. Преведејќи сум имал шанси во мои 30 години работење во полиција да посетувам неколку пати во Идризово, каде што ова не е од сега, од 70 години наваму овој затвор во Идризово не е опште питан да се реновира. Нити келиите, нити спалните, нити трпезариите, нити таму прво и основно вие не сте биле да видите што е циркузијара. Таму е многу е тешко и жалосно кој ги погледате само затворениците. Таму се изолирани од светот. Верувајте ми, психологијата на тие луѓе кои ќе ме прочитате, ќе видите дека ако бев јас, што вика во полиција, некојаш и така емотивно солзи им прорнале, затоа што таму во тој дел на Идризово, што е најголем затвор во Македонија, има работилници каде што работаат сите тие затвореници. Има таму се произведува мебел, се произведува од железарија, има фарбара за коли, производство има на овие шаковски табли, и така натаму, и така натаму. Не да нема да живеат таму. Таму има и живинарска фарма на крави кои се одгледуваат. Така да, сегашната состојба сега, и мене не ме чуди да ви кажам право, затоа што уште во полоша состојба ја знам јас. Затоа, сега, јас ќе повикам на владата на Република Македонија на чело со министрот за правда, приведејќи КП домовите се под ингеренција на Министерството за правда. Подхитно да земи, да ги реновира тие простори таму каде што живеат луѓе, без разлика тие се огрешиле према законот, али треба на некој начин да му дајме приоритет да живеат и тие. Али, сега во оваа ситуација се гледат дека состојбата е многу катастрофална и многу е тешка. Жалосно е што таму, да ви кажам, во овие последни 10-15 години се разве
се развива и дрогата, наркоманијата. Таму имаме, вие не знаете ли, имаме избркано затворски чувари, тие колку? Кои што тие се учесници во таа продажба на дрога. Она што го рекоа за униформата. Знаете дека униформа 20 години нема добија. Да. И ние сакаме да одиме во една убава граѓанска држава. Ние, да, то го сакаме. То го заговара и председател на владата Зоран Заев. Али колку овие другите министри ќе застават на негова страна, тој ќе видиме понатаму. Затоа јас го повикувам министрот за правда да си е презен и работата во свој раце, со своите директори таму што ги поставија и да го разрешат цел тој случај. И благодарам многу. Да. Благодарам и вам за јавувањето. Имајте пријатен ден. Дали имаме време за уште еден гледач? Добар ден. Да. Така, од режија вела дека сме веќе на самиот крај од емисијата Очи во очи. Темата беше премиерот Заев во посета на казнено-поправниот дом Идризово, ќе имали подобрување на условите во затворите. Јас се надевам дека следниот пат кога ќе отвориме една ваква тема ќе биде попозитивна и ќе можеме да зборуваме за подобрување на ваквите услови. Секако останете и понатаму со телевизија 24 во 17 часот се најновите информации од Македонија и од светот. Повторно со мене се гледате во 19 часот и 15 минути во емисијата Мој термин. Останете со телевизија 24.